Добро вечер, почитувани гледачи. Во ова емисија Под лупа ќе го слушнеме гласот од тишината. Потоа ќе ми помогне мојата гостинка. Добро вечер и добре дојде и посакувам на Славица Стефановска, секретар на Сдруженијето на глуви наглуви лица од Охрид. Добро вечер, благодарам за поканата. Госпоѓо Стефановска, сте гостувале во емисијата Под лупа и не е нешто ново нашето дружење и реализација на едно интервју, но секогаш има нови поводи, причини за уште едно плюс. Овој пат мене ми беше еден лайф мотив 60 годишниот јубилеј на ова здружение. На вистина бројка за почит. 2015-та, крајот значи декември, со една убава торта и една прослава го одбележавте овој јубилеј и сето она што стои зад оваа бројка, 60 години. Како е да сте биде секретар на едно толку старо, да речем, здружение со толку зад себе, што има постигнато многу работи кои што го лесниле животот на овие лица кои што спаѓаат во една посебна категорија? Да се биде секретар на едно вакво здружение пред се е навистина една огромна одговорност, бидејќи самата бројка 60 години навистина влева почит и треба да се оправда тоа 60 годишно успешно работење, да продолжиме и понатаму и ова бројка да станете. Се надевам. Уште поголема, одговорно, успешно здружение кој што работи за подобрување на животот на глувите лица во нашата општина. Така. Секогаш полесно се решаваат проблемите кога сме заедно, кога сме здружени и ние луѓето кои што немаме некаков хендикеп, а уште повеќе пак тоа е значајно за луѓе кои што се соочуваат со некакви пречки во својот развој. Еве, во конкретниот случај имаме лица кои што нивната глувост е можеби 90, кај некои 100%. Имаме некои наглуви лица кои што можат малку да слушаат, но сепак им е тешко да се снаоѓаат и да комуницираат во ова општество. Во овој, реков, 60 годишен период, како се развивале работите за да се во општеството и да им се олесни нивниот живот, проче? Навистина низ годините се менувале и условите на живот на глувите лица, се менува и работата на нашето здружение, меѓутоа во основа останува иста. Помагање на олеснување на животот на глувите лица и нивна социализација во секојдневниот живот и во општествената средина. Кога дојдов како секретар на Сдружение на глуви, се среќавав со проблеми кои што и до ден денеска и секојаш ќе ги има тие проблеми, меѓутоа самото време и технолошките придобивки во многу на позитивно го сменија животот на глувите лица, бидејќи ако пред 10 години комуникацијата помеѓу нив беше исклучиво ако лично се видат и тогаш ќе поразговараат со јазикот на знаци, сега веќе навистина е на поинаков начин и генерациите се поинакви. Сега веќе имаат мобилни телефони, имаат Viber, Skype, каде што може да се видат и да комуницираат. И навистина тоа е многу голема придобивка за нив и за нивниот начин на живот и пред се основниот нивен хендикеп – комуникацијата и достапот до информациите. Иако достапноста до информацијата е секогаш најголемиот проблем. Значи, и достапноста и како тие информацијата ќе ја примат и како ќе ја разберат, бидејќи нивниот свет и нашиот свет се малку поинакви. Така. Тие најчесто комуницираат со јазикот на знаците, ретко кој го знае, освен тие луѓе кои што го имаат тој проблем. Значи, во институциите речиси да немаме некои лица кои што можат да им помогнат, па затоа сте вие тука секогаш да им се најдете при рака кога им е нешто потребно. Колку општеството, гледано наназад, и им помогнало на овие луѓе со донесување на некои закони, законски норми и со некакви бенефиции за да им се олесни нивниот живот?
никош не е доста во правата и во олеснувањето на животот, бидејќи животот е комплексна работа и не можеме да кажеме сега го достигнавме едно ниво, сега сте идеално. Не. Да се живее живот во светот на тишината, во поинаков свет од нашиот, навистина е тешко, бидејќи тоа е цел живот е во светот на тишината и не е некој период краток, па ајде ќе се издржи. Потешката страна, живеат од потешката страна и нивниот начин на живот е состојба. Многу често ги бркаат некои од луѓето кои ќе ми се обратат, демек болест. Не е тоа болест, тоа е едноставно состојба. Човекот е глув и како таков треба да се прифати, како таков треба да го живеат својот живот во овојднината. А општеството и ние како да речем како здрави луѓе треба тој процес да им го лесниме. Во текот на годините навистина се направија многу работи, пред се со законот за вработување на инвалидни лица, бидејќи по распадот на Југославија од еден систем во друг систем, навистина тоа многу ги засегна и лицата со попреченост општо, па и глувите лица, бидејќи многу од нив со пропаѓањето на фабриките останаа без работа. Имаше некој период, неколку години, кои што беа навистина исклучително тешки, меѓутоа со осамосталувањето на Македонија и со функционирањето на парламентот, почна приближувањето на нашите закони кон европските закони, почна да се донесуваат закони и законски прописи кои што во многу колеснија животот на глувите лица. Со донесувањето на законот за вработување на инвалидните лица и формирањето на заштитни фирми, скоро сите лица, глуви лица зборувам од нашиот град, се го најдува своето вработување. Може би бројката на невработени во Охрид е многу мала, може би се работи само за поединични случаи, каде што може би од пробирливост или од X други причини не сте на работа. Поголемиот дел, значи многу голема бројка од глувите лица имаат своја работа и своја екзистенција врз база на својот личен труд. Затоа што рековме, тие не се хендикепирани се во смисла што не може да слушаат, но сепак сите други функции може да ги извршуваат и тоа како солидно. Да. Глувите лица и многу вредни работници се. За разлика од другите лица со попреченост, се работоспособни луѓе кои што се извршуваат својата работа, се разбира на одредено работно место, каде што нема да им пречи нивниот недостаток на слух. Сега, во минатото, секогаш кога се зборуваше за лице кое што има оштетен слух или е глуво, секогаш некако се компарираше со кога стануваше збор, значи, за некој работно место, дека тоа лице треба да биде општ работник. Значи, некако до таму беше плафонот до кој што можат да стигнат овие лица при вработувањето. Сега, како што тече времето, се менуваат нештата. Имаме и млади, за жал, но имаме и млади лица кои што се со оштетен слух или не слушаат воопшто, но кои што ги пратат современите текови и сакаат да се вклучат во нив, а и сакаат да се образуваат. Значи, не само со средно образование и да заврши сето тоа туку сакаат да продолжат и понатаму, да завршат и високо образование, па да се реализираат како интелектуалци на едно повисоко ниво. За среќа имаме таков еден позитивен пример во градов и предпоставам дека родители кои што имаат проблем со деца кои што имаат оштетен слух, ќе се охрабрат, ќе се осмелат кога ќе го слушнат това, да ги вклучат своите деца во образовните процеси, затоа што се е можно. Па мислам дека и општеството ќе направи напори во некоја поблиска иднина да им помогне што повеќе. Хајде малку да зборуваме за примерот на Александар, кој што сега пред известно време дипломираше на Машинскиот факултет. Да. И тоа навистина со солидни оценки од сите респектирани и почитуван од сите професори. Хајде малку за тоа да зборуваме како еден добар позитивен пример. Навистина прекрасно е кога се зборува за Александар. Му благодарам превини што ми ја укажа таа чест да му ја коригирам неговата дипломска работа и да бидам преведувач на брањето на неговата дипломска работа. Бидејќи како секретар на Сдружение на глуви, тоа беше голема гордост за мене.
работам со глуви лица цел живот и да навистина ми беше чест и гордост што дочекав да преведувам дипломската работа на глув студент. Нешто толку убаво да правите. Нешто толку убаво и да кажам дека дипломската работа ја одбрани со 10-ка. Беше прекрасен настан, неговите родители беа многу горди. Тој е дете на глуви родители, значи неговото семејство е глуво семејство, каде што мајката, таткото и братчето се глуви лица, што е уште една потешка околност за студент, бидејќи претходните неколку студенти кои што завршија факултета се глуви лица, имаат за себе поддршка на своето семејство околу преводот, коригирање, бидејќи јазикот на знаци нема своја граматика во споредба со нашиот јазик, значи многу помош од семејството. И тука тоа имаше морална помош и секаква поддршка од родителите, меѓутоа во смисла на учењето и на совладувањето на материјалот од факултетот, тој беше сосема сам, меѓутоа благодарение на неговата упорност и пред се на неговата интелигенција. Значи многу пати баш ќе го напомна ова, ќе ми речат, некако имаат погрешна представа дека ако некој има проблем со слухот, дека имат проблем со интелигенцијата. Напротив, глувите лица се многу интелигентни лица. Еве конкретно за Александар, тој е лице со надпросечни интелектуални способности, така неговиот брат Маријан, значи пишува во научни мислење во детска возраст. Тоа не е така докажано и тоа интелектот и научно, значи нема никаква врска со глувост. Така. Прекрасен настан, горди родители, ние горди како здружение што дочекавме еден наш член да заврши факултет, и тоа технички факултет. Ова е прв случај на техничкиот факултет на глуво лице да заврши таму. Дипломската работа од Александар на бранењето како член на комисија беше деканот на машински факултет и тој така имаше едно убаво излагање и кажа дека ова се пишува историјата на машинскиот факултет, бидејќи овозможи да студира глув студент благодарение на сегашниот декан, зашто доскоро тој не беше малку и правно регулирано, бидејќи глувите средношколци идат од специјално образование и сега од дете кој што е со специјално образование за да се запише на технички факултет, требаше малку да имат и добра волја и деканатот на машинскиот факултет за да се запише. И сега тоа памтете си ја мислата, сакам само да ве потпрашам, дали има некоја посебна квота на факултетите, затоа што и овие лица се рамноправни како и сите други. Би требало да ги имаат истите права за да се запишуваат на кој сакаат факултет. Дали има некоја посебна квота за запишување на факултетите на лица со оштетен слух, со оштетен вид или лица со некој телесен инвалидитет? Или тие влегуваат во останатата квота на студенти? Нема. Сега значи нема никаква посебна квота. Тие се студенти, мислам, претендираат да бидат студенти исти како и секој друг студент, немат никакви некои посебни поволности или бенефиции, бидејќи се студенти со посебни потреби. На Александар неголемата тежина во завршувањето на неговиот факултет и затоа велам навистина е прекрасен пример. Тој немаше преведувач. Значи ниедно предавање не му беше преведено, што е навистина негово големо достигнување, многу голем труд вложен труд. Како го постигна сето тоа, навистина? Упорност и дарба од Господ, мислам. Сепак, интелектот е нешто што ни го дава Господ, така? Так. Па како велат, нешто зема, нешто дава, значи си го прави тој баланс. Сега, пак ќе речам со посебен акцент на родителите кои што имаат вакви деца, каков е патот за да се стигне еве до една високообразовна институција на оние деца кои што имаат таква желба и цел? Значи, прво завршуваат основно образование, па потоа имаме специјално училиште за вакви деца и потоа можноста им се отвара за запишување на некој од факултетите. Да. Според сегашниот закон, за разлика од претходните години, каде што образованието поинаку беше за овие лица, родителите се тие кои што го имаат последниот збор и тие како родители одлучуваат каде ќе го запишат своето дете. Дали ќе го запишат во основно училиште, во специјално основно училиште, тоа е во Битола, Кочо Рацин, кој што е училиште за деца со оштетен слух,
значи за глуви деца, каде што има и логопеди, и тифолози, сите специјалности на дефектологијата, кој што е поврзана со говорниот апарат и со слушниот апарат. Значи, не само образование, туку и нивна рехабилитација, што е многу важно, или ќе го запишат своето дете во инклузивно образование, каде што ќе седе на часови, меѓутоа ќе слуша, ќе гледа учителката, нема да слуша и нема да разбере ништо. Тоа е одлука на родителите. Може би во некој понапреден школски систем, каде што детето би имало свој преведувач на одредени часови, може би тоа е можно, такво инклузивно образование. За жал, во сегашниот склоп на нашето образование, мислам дека е малку потешко за да детето се вклопи, тоа ќе се вклопи, меѓутоа колку ќе научи. После основното образование следува средно образование. Сега и тука е избор на детето и на родителите дали ќе сака да го запише детето во специјално средно образование во Скопје, Партенија Зографски, или ќе го запише детето во некој се зависи од оштетувањето на слухот, во некој од средните образование што се за обични, да речем, здрави деца. Порано, кога почнав како секретар, средното образование беше за глувите деца само со 3-годишно средно образование, потоа постепено на настојување. И така нема можност да продолжува на факултет или? Да. Тогаш не можеше не да се замисли, меѓутоа можеби не беа створени услови за такво нешто. Сигурно имаше и тогаш талентирани деца, меѓутоа мора да се створат и општествени услови за да се стигне на ова ниво. Потоа средното образование се продолжи на 4-годишно средно образование и сега во поново време, значи во последниве неколку години, за децата кои што сакат да научат нешто повеќе или за децата кои што сакат да одат на факултет, тогаш одат и 5-та година. Таа 5-та година е повеќе како подготвителна година, бидејќи средното образование, специјално образование за глувите лица, како и впрочем и сите специјални средни училишта, нивниот начин на работа е малку поинаков и оно што ќе го научите многу пооскудно, за разлика од средното образование на другите деца, па така на факултет веќе ќе имат она разлика во знаење, меѓутоа сега со ова 5-та година се полнова се избалансира малку нивното знаење како на подготвителна година за упис на факултет, доколку децата се заинтересирани и може да се запишат на кој факултет сакаат. Сега, каква е реалната состојба? Еве, рековме во нашиот град имаме на прсти се бројат колку деца продолжуваат потоа високо образование и бога ми мал број од и на оние кои што се одлучуваат средното образование да го завршат во Скопје. Каква ни е состојбата во државава? Имаме ли деца кои што продолжуваат и отприлика дали имате некаква бројка, некој сознание по колку деца завршуваат во специјализираното училиште Партенија Зографски во Скопје? Секоја година бројката е различна, бидејќи зависи и од колку глуви деца има таа година. За да завршат, се движи обично околу, понекош е 10 матуранти, понекош е 5, понекош е 12, мислам, варијабилна бројка. Оние кои што го завршуваат образованието во Скопје, меѓутоа сигурно и по другите градови има некои што ќе остани со осмоделени, се зависи малку и од упорноста на родителите и како ќе го наслушат своето дете и како го гледаат иднината на своето дете, зашто има многу глуви деца кои што доаѓаат од поинакви социјални средини каде што и на родителите не им е важно образованието на детето, поинакви социјални средини. Тука јас мислам дека многу важно е не само делувањето на родителите, туку и делувањето на нас како здружение на глуви кои што се грижат за овие лица и кои што треба да ги насочиме кон по една поубава, посветла иднина, така. Да им го отворите видикот. Да. Така, сега, колку родителите во нашата општина, бидејќи вашето здружение тука делува, значи во Охрид и малку пошироко во околината, имате 150, околу 150 членови во здружението. Сега, колку родителите на оние деца кои што се глуви, реално го прифаќаат тој факт и се фаќаат во коштец со сето тоа
и ги водат правилно низ животот. Дали повеќето од нив ги затвараат во еден свој свет или пак се трудат да направат нивна инклузија во општеството? Каква ни е состојбата? Значи, дали се уште е тоа како некоја табу тема или веќе малку по малку се кршат тие табуа? Би сакала да речем дека се кршат табуата, меѓутоа, за жал, ние сме малку затворена средина, мало градче на западот од Македонија, каде што не доаѓаат не само во животот на глувите, туку и во животот и на останатите луѓе. Ние живееме малку мало граѓански, да речем, така да и таквата средина навистина влие. Ова е многу тешко и болно прашање да се дискутира, бидејќи на тие родители навистина им е тешко. Навистина им е тешко да го прифатат тоа. Децата на глувите родители, значи таму каде што и родителите и децата се глуви, е поинакво патот и многу ги охрабруваат тие затоа што знаат не само што ги охрабруваат, многу им е понормален животот и многу полесно се прифаќаат некои работи, бидејќи обично се работи за вродена глувост, каде што тие и не знаат некаков поинаков свет од нивниот свет и навистина се оди така нормално, да речем, од образование, вработување, основање на семејство и се натаму. Меѓутоа, оние глуви деца кои што имаат родители, кои што слушаате тука навистина, имам добиен впечаток низ сите овие години на работа дека од преголема желба да му помогнат на своето дете и прават нешто обратно. Премногу го заштитуваат детето и премногу живе во некоја илузиона средина, како да речем, со малку допири со реалната стварност. Родителите се заштитнички многу према нив, а потоа кога ќе останат родителите и кога ќе останат тие сами да го живеат својот живот и да се пробиваат од животот, е тогаш на 40 или на 50 години вие не можат нешто да сменат во својот живот и навистина доаѓаме до многу тешки животни ситуации, животни искушенија. Затоа многу си ја сакам работата во здруженијето, ама има моменти кога навистина ми е многу тешка, бидејќи емотивно ве погодува. Да, не можам без разлика што за себе велам дека еве толку години и веќе сум професионалист во работата, меѓутоа во поглед на емоциите се уште не можам да кажам дека сум професионалец. Не. Мислам дека никош нема ни да го постигнем тоа. Се уште не можете да останете неми пред некои животни ситуации и животни судбини. Така. Сега вашето здружение е за глуви наглуви лица, но рековме дека има ситуации и семејства каде што родителите не се глуви, а се глуви пак нивните деца. Дали овие родители имаат право да членуваат во вашето здружение или пак и ако немаат право да членуваат, тогаш дали им се отворени вратите да дојдат да прашаат, да се консултираат, значи да побараат совет од вас, затоа што вам сето тоа ви е поблиско отколку ним. Не се соочиле до тогаш се додека немаат проблем во своето семејство со животот на глувите лица. Здружението стои за да го олесни животот на глувите луѓе. И членувањето во здружението на глуви од собствена желба, од потреба. Значи, секој доаѓа во здружение на глуви бидејќи имат потреба, дали потреба за дружење или потреба за информација или било како. Не мора да се биде член кај нас за да добиете било каква информација или помош. Јас воопшто не ги ни делам на членови. Членови можеби во смисла ете како административна работа мора да имаме, да ги запишеме за да си ги знаеме членовите, да ги известиме. Меѓутоа, воопшто не ќе ми биде многу мило ако се обратат кон мене и кон нашето здружение за било каква работа која што е поврзана, дали со нивните член, некој на семејството, не мора да е дете, за било што може да биде и стар глув човек. Значи, апсолутно вратите на нашето здружение се отворени за секој. И ние немаме навистина имаме класично членство, меѓутоа може да биде и придружен член или може да биде активист. Воопшто не ни е важна формата. Воопшто не ни е важна формата. Има можности за да им се помогне на овие луѓе и да им се направи животот полесен и поубав. Малку ќе ве одморам и јавуваат од режија, веќе дошло време за реклами. Мене навистина овој прв дел од разговорот брзо ми помина. Не мене.
горивата на Макпетрол од фамилијата Ултра. Најдобрите Ултра 95 плюс економи и Ултра 100 Рейс Про. Разликата е во квалитетот. Сега со нови поволности за корисниците на картичките Верна. Само на бензинските на Макпетрол. Природната и органска храна е основата на здравиот начин на живеење. Биокосмос Македонија со повеќе од 10 години искуство во производството и трговијата со природна и органска храна во служба на вашето здравје. Од широката палета на производи, Биокосмос ви ги нуди безглутенските и макробиотски производи, супер храната, жита и семиња, мусли и снегулки, тестенини, закуски, суплементи и козметика. Внимателно избрано, квалитетно и здраво. Биокосмос. Секогаш можеш да направиш супа, но можеш ли да предизвикаш воодушевување? Да се препуштиш на моментот? Да ја вкусиш љубовта? Направи супа, создади чувство, Подравка. Госпоѓа Стефановска, зборуваме за светот на тишината, но ние гласно говориме за сите да не слушнат. И оние кои што не може да слушнат, ке допре до нив пораката што сакаме да ја испратиме. Мислам дека вашите штитеници не гледаат сега, сигурно. Да. Денеска е четврток, да. Ден за дружење и сите наши членови кои што не се на работа се во клубот и сигурно е поштено ТВМ и сега имаме превод и ќе дискутираме од кога ќе се вратам. Така. Тие ни се верни гледачи затоа што години наназад веќе го имаме дневникот за глуви наглуви лица, што им е еден прозорец до сите локални случувања во градов. И кога и друг пат сме разговарале на ова тема, ми кажувате дека ете на тие ваши неделни средби, кога ќе се соберете, ги анализирате дневниците и се она што им останало впечаток, како тема, настан или нешто што е новина, па тоа им го разјаснувате, им го дообјаснувате ако нешто не е останало недоразјаснето. И како се задоволни еве од животот во општината? Што најмногу им пречи, што би сакале да се подобри? Што велат? Да ни го пренесите тие се глас. граѓани, како сите граѓани,
секој си е приказна за себе и секој има некое свое гледање или некој свој проблем, дали е комунален, дали е семеен или било како. Значи, сосема обични луѓе како сите и четврток ни е ден за дружење, кај што имаме сосема обични кафе муабет, меѓутоа имаме и оној другиот поофицијалниот дел, каде што некој ако има некаков проблем, тогаш се повлекуваме во мојата канцеларија, па се договараме за кој ден и каде ќе се најдеме, дали се работи за превод, бидејќи работата како секретар на Сдруженијето е навистина многу разнолика работа, бидејќи имаме членство почнувајќи од најмала детска возраст, па членови кои што се веќе во длабока старост навлезени, 80 години, можеби и повеќе некој од нив. Така да навистина потребите, интересите се многу различни. Се навистина различни. Понекогаш се работи за запишување на училиште или запишување на рехабилитација во Скопје или медицински документација околу наут и мислење. Посебно како Сдружение внимаваме за остварување на сите права кои што произлегуваат од Законот за социјална заштита, како што е правото на посебен детски додаток, правото на глувост, нивното вработување. За среќа можам да кажам дека во нашето Сдружение немаме ниту еден социјален случај, на што сум многу горда, бидејќи секоја Сдружение настојувам секој да си заработува за својот леп со својата работа, а не, Боже мој, да бидат социјални случаеви. Да. Значи, имаат свој семејства, потоа семени проблеми, не мора да се проблеми, можеби семени радости или што не, околу медицинската заштита и тука нашето Сдружение, бидејќи тие ќе појдат на матичен доктор или на специјалист, меѓутоа колку ќе може да пренесат нивната состојба и колку може да го разбере докторот, па доколку има некоја посложена ситуација или некој посложен здравствен проблем, секако ние како Сдружение, јас како секретар асистирам на тоа, дали ќе ги придружам, па ќе се разбереме со докторот, со превод или ќе ги придружувам на сите останати комисии, конзилијарни мислења и се друго што следува во животот во нивниот живот. Понатамо околу вработувањето, околу обезбедувањето на документација и договорите, преговорите со фирмите околу вработувањето или ако веќе работат, па понатамо остварувањето на нивните права во поглед на вработувањето и се друго што е во едно секојдневие. Така. Работи кои што ние така ги извршуваме без да обрнеме некој поголемо внимание, но меѓутоа некоја најобична работа може за нив да представува проблем, бидејќи не може да се разберат. Не може да се разберат, можеби треба за еден документ само еден едноставен подпис, меѓутоа не секош може да искомуницираат на соодветен начин и може да разберат или не знаат каде да се обратат до која институција, па ние како Сдружение помагаме околу сето тоа. Меѓутоа, да се навратам наназад, голема благодарност до вашата телевизија, затоа што секош доаѓате во пресред на нашето Сдружение, околу сите наши активности ни помагате, а особено за дневникот за лицата со оштетен слух, бидејќи навистина во сите овие години јас велам, тој е прозорец за сите случувања во нашиот град. Има превод на другите вести на македонската телевизија, меѓутоа тоа се настани кои што се случуваат во светот, а настани секого го интересира што се случува во неговиот град, дали комунален проблем или некој настан или некој известување или некоја културна манифестација, секој сака да знае што се случува. Затоа ние сме ви навистина верни гледачи, сите члени, зборувам во името на сите членови на нашето Сдружение, бидејќи не информирате за се што се случува во нашиот град и многу сакаме овој дневник да ни трае години. Па ние ги правиме како телевизија сите напори на вистина да излеземе во пресред за доброто на оваа категорија на луѓе, на вистина заслужуваат и тие да бидат информирани и навремено и правилно. Сега Сдруженијето секоја година си има своја програма и некои поставени цели кои што сака да ги реализира во тековната година. Кои се оние активности што ви се актуелни за ова 2016-та?
некои можеби кои што се започнати од минатата па треба да се дозавршат или некои проекти кои што тек оваа година ќе започнат. Што е она со кое што ќе се позанимавате сериозно во 2016? 2016 бидејќи јас секогаш велам, ние сме здружение кој што сериозно работи, не сме здружение проект, значи ние сме за секојдневното работење на овие лица. И продолжуваме со оние активности кои што пред малку ги спомнав, значи тоа ми е секојдневна работа и најважна работа, значи олеснување на животот на нашите глуви членови. Меѓутоа има еден дел за кој што и нашето здружение посветува големо внимание и на кој што нашите членови сакаат многу да учествуваат, бидејќи многу сакаат да шетаат и да учествуваат во секакви настани. Во соработка со Сојузот на глуви на Македонија, учествуваме на сите манифестации кои се одржуваат на републичко ниво. Еве сега во април месец е закажан на 22 април одржувањето на Жена домакинка 2016 година. Тоа е една манифестација на која што учествуваат женските членови од нашето здружение како две екипи представнички на Охрид. Се одржува традиционално во хотел Далјан, тоа е хотел на Сојузот на глуви на Македонија. И на таа манифестација учествуваат екипи од секој град од Македонија, значи од секое здружение, со своја екипа и со свој специјалитет. Специјалитетот се приготвува во хотел Далјан, во саботата има секој своје време на подготовка и вечерта се организира свечена вечера на која што на шведска маса се презентираат сите специјалитети изработени од екипите од различните градови од Македонија. Имаме жири комисија која што е независна жири комисија и која што ќе ги оцени тие специјалитети, ќе добијат така символични награди на кои што многу се радуваат. И после тоа следува дегустација на сето тоа што е спремено, им е многу интересно, се разменуваат рецепти, начин на подготовка со голем елан, значи тоа се прави со големо задоволство и со големо расположение на вистина. Сето тоа е на едно професионално високо ниво организирано. Да. И понатаму во мај месец или почетокот на јуни, се уште не е дефиниран датумот, исто така во Охрид ќе се организира во хотел Далјан избор на мис на глува девојка и маскенбал на Сојузот на глуви на Македонија. Ние како Охрид и како здружение учествуваме со повеќе од 10 члена на тој маскенбал и навистина прекрасни маски, мислам, сте биле присутни на некои од нашите маскенбали и јас велам дури да се зачудиш колку е смешно, колку е креативно прикажана општествената стварност, многу повеќе од нас како луѓе што слушаме, бидејќи и нивниот гест е малку како поимна пантомима, па тие тоа толку успешно и умешно го изведуваат, што навистина е прекрасно на еден маскенбал да се учествува и да гледаш на шаролико од костими кои што многу малку се готови. Повеќето ги изработуваат. Како здружение во минатото учествувавме и 2 пати како официјална маска и на струмичкиот маскенбал, како охридски рибари со една прекрасна маска која што имавме и имате соработка, значи со другите здруженија, така можеме тоа да заклучиме. Со струмичкото здружение имаме прекрасна соработка. И се уште немаме разговарано, значи во здружение кој ќе не представува членовите на тој маскенбал и каква ќе ни биде овогодишната маска, дали ќе е групна маска или ќе е поединечна маска. Пред неколку години имавме една многу интересна маска, маска ете како македонска традиционална свадба. Во која што имавме и зет, и невеста, и свекрва, и кум, и девери, и маската не беше само да се покаже, туку и глумење како вистинска свадба со музика, од која што тие беа глуви музиканти. Едниот наглув ќе пееше песна која што е прикладна за тоа, а глувиот ќе чукаше на тапан. Мислам што беше многу интересно. И како свекрвата китит невестата, па прстенот, па погачата, сите оние адети кои што се малку позаборавени, тие ги прикажа и беше многу успешна маска и со неа гостувавме не знам на колку случувања низ Македонија, па дури бевме и пред дипломатскиот кор на Македонија, пред председателот со нашата маска на една манифестација. Навистина беше интересно. После маскенбалот на летото немаме многу активности, бидејќи ние сме туристички град. Сите сакаат да одат на плажа,
и многу од нашите членови се летото е, знаете, сите сме на работа, меѓутоа иде есента. Се надеваме дека општината ќе ни излезе во пресред и ова година аплициравме на јавниот оглас за проекти кои што беше распишан нашата локална самоуправа. Се надеваме да успееме да добиеме нешто за да го реализираме тој проект. За кој проект станува збор? Активности на Сдруженијето на глуви за 2016, од кој мислам се работи за некоја поскромна сума. Се надеваме дека ќе си ги заокружиме сите активности кои што ни се замислени. Што и планирано. Да. Средба со друго здружение, мини екскурзија во која што ќе се сретниме и да си ја запознаеме татковината, бидејќи можеби ќе го видат споменикот или било што е. Меѓутоа треба да имат со тој споменик и да се објасни со гест не само да се објасни, сум имала прилика повеќе пати како секретар на Сдружение на глуви и како лиценциран преведувач да бидам како еден вид туристички водич на нашите локалитети, приказната да ми ја раскажете на начин за да ја разберат тие, бидејќи нивниот начин на перцепирање е поинаков и на разбирање од нашиот. Значи да за секој некој споменик или за секој некој случување да им раскажете некоја приказна кој што ќе ме остане да ги прилагодите на нив, да. Сега вашето здружение се бори веќе години наназад за реализација на една ваша иницијатива, но тука треба, предпоставам, да ви помогне и Републичкото здружение, а тоа е да се намали стажот за одење во пензија на лицата со оштетен слух и глувите лица. Имате вие ваше образложение зошто е тоа така и навистина е издржано. Докаде е ова иницијатива, има ли нешто веќе конкретно на тој план? И зошто се залагате за тоа, впрочем? Ова иницијатива е навистина моја иницијатива. Многу од моето здружение веќе се во години, кога се ближи пенсија, веќе имам и конкретен случај, кога имат глувиот член 60 години, 41 година работен стаж, меѓутоа не може да оствари право на пензија, бидејќи мора да чека 64, значи на 64 години тој ќе има 45 години работен стаж. Меѓутоа, дали тој ќе биде во состојба тие 45 години да ги одработи здравствено, бидејќи тоа се работи за повеќето за физички работи и се работи за приватни фирми каде што без да ги критикувам собствениците на фирмата, меѓутоа се такви економски услови каде што мора да работиш за да оствариш плата. Тука навистина не само во нашето здружение, тоа е проблем на ниво на Македонија, меѓутоа јас се одлучи да ја поткренам таа иницијатива. Има многу членови кои што се ближат 50 и некоја година, а во годините веќе си ги исполнуваат тие години на стаж, значи на пон работен стаж, 35 години за жените или 40 години за мажите, значи по 30 и некоја година веќе работен стаж имат, меѓутоа да се далеку во годините старосно за да заминат во пензија и ние како здружение покренавме иницијатива до Сојузот на глуви на Македонија, а се надевам дека ќе имаме разбирање и од останатите сојузи, макар што канив тој проблем не е толку, бидејќи не се толку засегнати, бидејќи нивните членови не се толку работоспособни за да ова прашање им биде важно. Значи, подкренав иницијатива за намалување на годините на старост за заминување во пензија. Како тоа ќе се реши? Доправа ќе видиме да поминат изборите, ние како национален сојуз да се консолидираме околу тоа прашање. Мислам, несомнено е дека ќе бидеме поддржани од Националниот сојуз на глуви, меѓутоа да го поставиме до соодветните институции, секако да побараме помоши од претениците да не поддржат во тоа, да лобираат околу тоа, бидејќи навистина овие луѓе заслужуваат, ако вие си го одработите работниот век 35 години или 40 години работен век, па заслужувате да замините во пензија, не чекајќи да 64, бидејќи нивниот живот е потежок од нашиот. Барем нека биде заминувањето во пензија достоинствено. Така.
Реков дека четврток ви е ден за средба со членовите на Сдруженијето. Тие веќе ве чекаат, од 17 часот ви започнуваат овие средби. Веќе ве наближува и крајот на емисијата. Има уште многу за што да се разговара, но ќе ги оставиме некои прашања за некоја наредна прилика. Сега нема повеќе да ве задржувам. Знам дека со нетрпение ве чекат, сега и овој разговор ќе го прокоментирате. Сакам да ги поздравам, пренесете ги моите лични Благодарам многу. поздрави и од целата екипа на емисијата Лупа. И преку вас ние се информираме за нив, а пак тие за нас и за се она што се случува преку Дневникот на ТВМ. Да. Благодарам за ова учество во емисијата и до некој наредно видување. Благодарам многу за поканата.